12 недели по прележување на COVID-19, кај одредени возрастни групи се јавуваат пост-ковид симптоми. Овие симптоми најчесто се манифестираат во вид на кашлица, малаксаност, отежнато дишење и болка во градите. Покрај овие најчесто изразени пост-ковид симптоми, се јавува и нарушување на коагулацијата на крвните садови. Специјалистот по семејна медицина, доктор Светлана Трифуновска, нагласува дека пациентите кои што прележале COVID-19 една недела по прележување на болеста мора да бидат под лекарска контрола, за да се следи понатамушната здравствена состојба на ваквите пациенти. Се смета дека после 12-та недела, официјално по сите истражувања, дека после 12-та недела очекуваме такви пост-ковид манифестации. Пост-ковид манифестации можат најчесто да бидат кардиопулмонални, од типот на засегање, значи на срцето и на респираторниот тракт. Па имате некои кашлици, имате малаксалост, имате тешко дишење, стегање во градите, кај тие пациенти што мора да ги следиме. Потоа исто така се јавуваат симптоми специфични од типот на многу прв изразен симптом вие малаксаност. И потоа имаме губење на вкус, на мирис, исто така се јавува многу важен симптом, нарушување на коагулација на крвните садови, многу често страдат и тука најповеќе ги очекуваме проблемите, значи знаете вие. И апелирам да не се прават деди мери на своја рака, затоа што деди мерите си имаат свое значење, пациентите си ги тумачат на свој начин, докторите ние гледаме на свој начин. Имате изразито невролошки знаци, што има со засегање на невролошкиот систем, многу изразени, дури и смртни последици, така што е многу значајно. Недела дена после прележан COVID мора да бидат под контрола на доктор, да се следва дали има нешто, дали се случува некој специфичен симптом и мора да докажеме дека не е во корелација, не е поврзан со никоја друга болест. Пациентите пак со повеќе симптоми неколку месеци по прележан COVID мораат да одат кај специјалисти за да добијат соодветен третман за здравствените тегоби. Лечење зависно од тоа какви се симптомите. Ако се лесни симптомите се решаваат на примерно ниво, ако се малку специфични, секако дека многу често на пример за еден миокардитис мора да се направат и екоиспитувања кардиолошки, ајде едно ЕКГ ќе направите секаде во примерна амбуланта, мора консултација со кардиолог, чисто споменав еден тип за да знаете дека тоа не е толку едноставно и лесно лечењето. Обично, за жал, се уште немаме доволно информации. За една година имате преку 100 и нешто илјади студии, значи изработено во светски рамки, зборувам официализирани студии, не било какви, и сигурно секој момент се повеќе, се уште не знаеме, се уште учиме, обично се оди на терапија на симптомите на болеста, се истражуваат причините како една таква вирусна инфекција довела до такви последици. Пост-ковид синдромот најчесто завршува по 6 месеци. Со исти тегоби што биле присутни за време на болеста, почесто и подолго се соочуваат оние пациенти кои поради компликации од вирусот завршиле во болница и биле третирани повеќе недели.